многу настани, вести, реакции поврзани со договорот за името. На почеток на топ тема на ваша страна еден пресек на денешните изјави, коментари, реакции. Иванов попладнево изјави дека нема да легализира политички дивоградби, нарекувајќи го договорот штетен, неприфатлив и недостоинствен. Претходно тој одвои само 2 минути за премиерот Заев и министерот Димитров. Го прекинал состанокот и заминал. Председателот Ѓорѓе Иванов нема да го потпише договорот меѓу премиерите Заев и Ципрас за промена на името на државата. Смета дека текстот е поразителен за Македонија и го нарушува достоинството на македонскиот народ. Мојот став е конечен и нема да ме поколебаат со никакви притисоци, уцени и закани. Нема да поддржам и потпишам ваков штетен текст на договор. Председателот смета и дека овој личен договор е напуштање на досегашните позиции потврдени на сите лидерски средби, дека нема да има менување на името за севкупна употреба и менување на уставот. Со овој договор вели не се менува само уставното име, туку и преамбулата на уставот и сите членови во кои се спомнува името. Се брише 73 годишното самоопределување и 27 годишната независност и сеускратува правото на неродените да бидат македонци. Оценува и дека договорот нема никаква правна сигурност, ниту гаранција и ќе отвори проблеми со несогледливи последици. Ова е нивен личен договор, нивна лична одлука и нивна одговорност. Ваквиот штетен договор, кој е единствен во историјата на човештвото, за мене е недостоинствен и неприфатлив. Со него се крши уставот, законите и се рушат државните институции. Нема да легализирам политички дивоградби. Иванов праша и дали е патриотизам бришење на членот во Уставот за заштита на малцинствата, дали е достоинствено да се информираат сите членки на Обединетите нации дека сте го променили уставното име. Смета дека Грција со договорот ги исполнила своите максималистички барања и ултиматуми и добила се, а Македонија ништо. Тоа што го направи на македонците во Грција сега настојува да го направи на македонците во Македонија, изјави Иванов. Со ваков договор, рече, не се јакне македонскиот идентитет, туку се деградираат правата што ги имаме во Обединетите нации. Нагласи дека ЕУ и НАТО не смеат да бидат алиби за ваков штетен договор. Го повика македонскиот народ каде и да не се плаши и да го негува идеалот на непокор. Договорот денеска во вилата Водно му го доставија премиерот и министерот за надворешни работи, на кој по само 2 минути разговор им ја покажал вратата. Со мрачни лица и без збор. Вака ја изгледаа на снимките Заев и Мисковски за време на нивната средба попладнево. Немаше нови моменти кои можевме со премиерот еден на друг да си ги кажеме. Изјави лидерот на опозицијата кој го доби договорот од Заев, па сега тој ќе биде разгледуван во ВМРО ДПМН. Премиерот Заев му го предаде договорот на Мицковски. По завршувањето на 10-минутната средба, лидерот на ВМРО ДПМН го повтори ставот дека документот е апсолутен пораз за македонската дипломатија и побара оставка од министерот за надворешни работи Никола Димитров. Најави дека по декласифицирањето на договорот ќе се консултира со партиското членство и со одредени институции. Договорот го добив, откако ќе го анализираме внутрипартиски, ќе повикаме и консултација со сите партиски комисии, со сите партиски органи, како што се извршниот комитет, пратеничката група, централниот комитет. Во наредните денови откако истиот ќе биде декласифициран, ќе биде познат и на јавноста. Ќе повикаме исто така консултации со другата јавност, како што е Македонската православна црква, како што е Исламската верска заедница, како што е Македонската академија на науките, која што за жал свој договор ќе нема да биде такова со тоа име, можеби ќе биде со некое друго име. Ќе повикаме на консултација со други групи, други општествени групи во Република Македонија, така што би сакале еден поширок диапазон на мислење да собереме во периодот кој што следува. Владата соопшти дека на средбата Заев побарал од Мицковски како опозиција да возможат фер шанса последниот збор да го кажат граѓаните на референдум. Упатен е повик до сите политички субјекти да се обединат околу идејата за референдум заради националните приоритети за членство во НАТО и ЕУ. Мицковски се сретни со председателот Иванов, но детали од едночасовниот состанок не откри. Пораките на меѓународната заедница за договорот ги оцени како очекувани. Меѓународната заедница цело време охрабруваше да се постигне договор помеѓу двете држави и меѓународната заедница не навлегува со содржината на истиот тој така наречен договор. И логична е ваквата реакција на меѓународната заедница. Но ние, како граѓани на Република Македонија, ќе живееме со последиците на ова капитулантско дело на господинот Зоран Заев и неговите соработници.
Мицковски најави дека во наредниот период ќе ги искористат сите демократски средства и нема да дозволат договорот да се имплементира. Што содржи договорот постигнат вчера? Официјално владата објави неколку сегменти преку нејзиниот портпарол. Утре на владина седница ќе биде презентиран пред министрите, а следната недела ќе се најде и пред пратениците. Во меѓувреме, викендов, договорот би се потпишал во Преспа. Граѓаните се прашуваат дали Ману ќе се вика Сману или пак Арама ќе биде Арасама. Кое ќе биде името на македонската опера и балет, филхармонија, театар? Ги дефинирали договорот сите прашања или ќе се решаваат етапно? Грчкиот нон-пейпер објаснува дека нема да има ни Македонска академија, ниту Македонска телевизија, ниту Македонски театар. Што содржат 20 страници од договорот за името останува непознато за јавноста, што создава недоумици и шпекулации во медиумите. Владата ќе го објави целиот текст утре попладне, откако најпрво ќе биде разгледана седница. Во Грција тој ќе биде објавен пред да се одржи јавната расправа во парламентот закажана за впеток. Овој вакуум до објавување на текстот на договорот за решавање на македонско-грчкиот спор отвори многу дилеми, што се обидоа да ги разјаснат во владата. Потврдено е дека нема да се менува македонската химна, знамето и грбот, а тие не биле ниту предмет на преговорите. Остануваат исти и меѓународните кодови, МКД и МК. Затоа пак македонските граѓани ќе ги менуваат сите лични документи со новото име на државата, Република Северна Македонија, но во редовна процедура, откако ќе им истече важноста во рок од 5 години. Исто така ќе се менуваат и имињата на државните институции. Во однос на придавката македонски. Сите институции кои што се државни и јавни институции ќе треба да го следат принципот на договорот, односно новото утврдено име на државата. Се што се однесува на културна активност ја задржува придавката македонски без никаква дилема. Значи избориме македонски ора, танци, здруженија, музика, македонски спорт и слично. Но институции кои што се државни институции, тие ќе треба да го следат духот на договорот и на договореното ново име. Договорено е спомениците од антиката да не се отстрануваат, туку ќе добијат објаснување дека припаѓаат на хеленската култура. Воинот на конј ќе го преименуваме во тоа што вистински е Александар Македонски и ќе дадеме објаснување во рамките на споменикот за што станува збор, односно Александар Македонски како дел од хеленскиот антички период и како светско културно наследство. Нема уривање на Александар Велики. Останува како символ на пријателство помеѓу Република Македонија и Република Грција. Истото ќе се случи и со споменикот на Филип II и споменикот на Олимпија. Во меѓувреме се појавија делови од овој договор во грчките медиуми, што во Скопје се отфрлаат како интерпретации кои не се соодветни со точките од договорот. Се работи за нон-пейпер од грчката влада со кој се сугерира дека договорот е целосно согласно со грчките црвени линии и представува голем дипломатски успех за Грција. Се уште не е прецизиран терминот кога премиерите Заев и Ципрас ќе го потпишат договорот во Преспа на грчка територија, но најверојатно тоа ќе се случи во текот на викендот. Откако ќе биде потпишан, ќе оди на ратификација во Македонското собрание. Грчкиот парламент ќе го ратификува откако ќе бидат извршени уставните измени заедно со членството на Македонија во НАТО. Договорот е лош, а актуелната грчка влада нема политички легитимитет да го потпише, обвини Мицотакис. Ваквите обвинувања портпаролот на грчката влада ги нарече апсурдни, а тамошните медиуми почнуваат да шпекулираат дека опозицијата подготвува интерпелација против владата на Ципрас. За едните историски, за другите проблематичен, но за сите во Грција главна тема е постигнатиот договор. Медиумите во Грција денеска го анализираат договорот, што доби, а што загуби едната или другата страна, но и кои се придобивките од затварањето на спорот за името. Коментарите се во зависност од ориентираноста на медиумот, дали е близок до власта или пак до опозицијата. Национален пораз за малку ветувања е централниот наслов на денешното издание на весникот Елефтерос Типос, додека пак весникот Авги, кој важи за гласник на Сириза, пишува дека со договорот за македонското прашање направен е историски чекор за стабилност и мир на Балканот. Лидерот на Нова демократија, Киријакос Мицотакис, побара интервенција од грчкиот претседател за договорот, пред да биде потпишан, да биде донесен во парламентот. Според Мицотакис, договорот е лош, а актуелната грчка влада нема политички легитимитет да го потпише договорот.
Тоа е најмалку што господинот Ципрас може да направи денеска, да обезбеди дека барем уставот на земјата е испочитуван. Јас ќе сторам се што е во моја моќ и ќе ги истрепам сите средства кои ги имам во дебатата во парламентот. Но верувам дека вие како регулатор на владата, но и како личност која добро го познава уставниот поредок на земјата, можете да интервенирате. Портпаролот на грчката влада Димитрис Занакопулос обвинувањата од Мицотакис ги нарече апсурдни и го повика лидерот на опозицијата да поднесе интерпелација доколку се сомнева во поддршката на владата. Премиерот и министерот за надворешни работи имаат право по службена должност да потпишуваат меѓународни договори. Сега, ако господинот Мицотакис во прашање става поддршката на владата во парламентот, тогаш нека поднесе иницијатива за недоверба. Прашањето за Мицотакис е дали сака или не да претрпи уште еден парламентарен пораз. Неофицијално во новинарските кругови во Грција се споменува можноста лидерот на опозицијската Нова демократија до председателот на грчкиот парламент да достави барање за гласање на недоверба на владата. Особено затоа што и коалицијскиот партнер на Сириза во владата, партијата Независни Грци, се против договорот. Доколку се потврдат овие информации, предлогот би бил доставен или утре или во петок. Договорот не е само лош, туку е непотребен и понижувачки компромис, вели поранешниот грчки премиер Андонис Самарас, коментирајќи го договорот меѓу Македонија и Грција. Не му го дадоа само името на Скопје, ги дадоа и националноста и идентитетот и јазикот на Македонија. Меѓународно го слабее грчкиот карактер на Македонија, создавајќи повеќе жаришта за конфликти во иднина и подкопувајќи ја стабилноста на целиот регион. Може Сириза и Независни Грци со лаги да ги добијат гласовите од грчкиот народ, но да знаат дека грците нема да прифатат да им ја украдат нивната душа. На пресконференција за медиумите во Москва, по средбата со министерот за надворешни работи на Русија Сергеј Лавров, шефот на грчката дипломатија Никос Коцијас, одговарајќи на новинарско прашање за името, го искористи новото договорено име Северна Македонија. Надворешната политика на нашата влада е активна, демократска и повеќе димензионална. Во овие рамки го решивме прашањето што официјално постои веќе 25 години, а вистински најмалку 70 години. Да се запре спорот за името со Северна Македонија. Малку е дел од културата на регионот да се караме за имиња. Така и дедовците во едно семејство се караат затоа што немаат исто име. А тогаш постои проблем. Секако постоја и прашања со идентизмот, кои со овој договор ги завршивме. На крај, преку Твитер, Коција со еден потег го анулираше ставот на Мицотакис. Договорот е добар, опозицијата е лоша. Неа демократија, неа познава историјата и е надвор од реалноста. Еве, ова беше преглед на денешните изјави и коментари во врска со договорот, а вечерва сме тука да дебатираме со моите гости, господинот Малески, господинот Мехмети и Клековски. Благодарам што дојдовте во ова студио. Еве, за почеток, како вие, амбасадор, го оценувате договорот, како ги сублимирате впечатоците, барем овие првичните, и да нагласам дека договорот никој од нас, јас барем колку што знам официјално го нема. Ако некој го има, нека се пријави па да можеме подобро да дебатираме, и не можеме да одиме точка по точка, ќе расправаме во однос на тоа што денеска и го видовме во јавноста. Да, па најнапред имам едно горчливо чувство затоа што видовме дека постои разногласие во државниот врв околу ова прашање, околу договорот, и тоа уште повеќе ја распалува јавноста и поделбите кои веќе почна да се одвиваат преку социјалните мрежи, меѓу пријатели, роднини и така натаму, а тоа не е добра атмосфера. Кога е потребен разум и свест, а не емоции, да видиме како ќе тргнеме понатаму. Лично го доживувам договорот како едно горчливо апче, кое треба да се испие очекувајќи дека ќе биде подобро. И дека компромис треба да се направи, но подетален коментар за договорот, како и моите пријатели овде, претпоставам, не можеме да дадеме додека не го видиме во целост и сите детали кои тој ги предвидува. Но генерално мојот став во однос на компромисот, иако тоа на Балканот компромис не се смета за доблест, туку за нешто слаба карактерна особина,
е дека кога Македонија правила компромиси, наназад овие 25 години, таа добивала нешто. И добивала нешто значајно. Од приемот во Обединетите нации, и со привремената спогодба, и со декларацијата со Бугарија, а потоа и со договорот за добро соседство со Бугарија. Така да очекувам и таков исчекор и во однос на Грција. Мехмети, со оглед на тоа што се непознати деталите, меѓутоа се надзираат контурите од договорот, кога ќе го поставиме прашањето дали е победа или пораз, или кој е во ситуацијата тој што повеќе добила, тој што помалку изгубил, мојот сублимат е дека Грција доби ерга омнес. Ние според премиерот ги добивме идентитетските прашања, иако додека не ги видиме договорот, не можеме да знаеме во суштина кои се идентитетски прашања и како всушност ќе се употребува придавката македонски. Како за вас се тоа што го слушате може генерална оценка да даете во однос на договорот и самиот исчекор? Да, па очигледно и јасно за сите дека идеален компромис не постои. Кога имаме спор и кога сакаме да го решиме, да најдеме заедничко решение, секако дека не може ни една од страните да претендира да добие све што посакува. Тоа не може ни Грција, ни Македонија. И од она што го слушнав вчера од премиерот, кој што е најмеродавен да го представи договор, бидејќи он учествувал во неговото креирање заедно со неговата екипа и се разбира министер за внатрешни работи, мислам дека договорот е најдоброто од она што можеше да се очекува во овој момент. Ако земеме во предвид дека една од најкритичните барања на македонската заедница поконкретно беше да се зачува името на етникумот и името на јазикот. И доколку тоа е точно како што го каже премиерот, мислам дека сите и тие што беа критичари треба да бидат малце по-задоволни од оно што сака да представат, бидејќи ако претендира дека треба све да биде како што они посакаат, тоа нема да се случи никогаш. А ако зборуваме генерално за тоа кој добил, што добил и кој што изгубил, јас повеќе би сакал да гледам во правец на тоа дека ние добиваме еден добар сосед и Грција добива еден добар сосед. Ако без разлика кој што повеќе добил и изгубил, тоа кантар не постои за такво нешто. Тоа е работа на чувство. Мислам дека треба да се гледа тој аспект дека се решава еден проблем и дека тоа ќе отвори не само овие НАТО интеграции, туку ќе отвори еден нов простор во односите со Грција, но и во региона, бидејќи се таа тензија што постоеше помеѓу Македонија и Грција, мислам дека се одразуваше и на сите други. Така да јас го оценувам како позитивен чекор и се надам дека тоа ќе го сватат и тие што го критикуваат. Гликовски сношти кога се објави договорот по пресконференцијата на Заев, тој кажа и во однос на кодовите, што се задржува, што не, и во однос на придавката и слично. Меѓутоа, кога преспавме и кога почнуваат да излегуваат сега првичните информации околу тоа каде ќе се употребува придавката, каде не, веќе и граѓаните на вистина се во недоумица се додека не се види конечниот текст. Дали тој позитивен набој што вчера го имаше по изјавата на Заев, сега некако се доведува во сомнеш? Значи, мислам дека договорот треба да го гледаме општо и во посебните делови и повторно да се вратиме на општата оценка. При тоа, за мене, двата клучни принципи за оценка на договорот се нашиот стремеж да имаме право на самоидентификација како народ, како нација, и нашиот стремеж да се интегрираме во Европската унија и НАТО. Вчера двата премиера, и македонскиот и грчкиот, беа фокусирани на протажните, на маркетинг точките на договорот и ги соопштуваат добрите вести од договорот, со тоа што грчката страна веќе влезе во обид да се справува и со лошите вести во договорот, бидејќи нели покрај нашата перспектива има и грчка перспектива во што е возможно. Оно што ми се чини дека општата оценка ќе навлеземе во деловите секако во текот на емисијата е дека ние
правиме голем компромис откажување од правото на самоидентификација, а за возврат не добиваме целосно гаранции за интеграцијата во НАТО и ЕУ. Односно, до сега воопшто нема комуникација за фазите на спроведување на договор. Значи, се е застанато до поканите во НАТО и ЕУ и до референдумот и ратификациите. Нема ништо што ќе се случува понатаму. Затоа што во основа ние ќе го замениме тоа што за мене како граѓанин и како етнички македонец е најважно, моето право на самоидентификација за евентуално членство во НАТО и магливо членство во Европската Унија, односно нема никакви гаранции дека откако ние ќе ги потрошиме сите аргументи со кои можеме да разговараме за грците, дека нема да се појават нови аргументи меѓу НАТО и Европската Унија, процес што ќе биде најмалку 5, 6, 7 години раздвоен. И од таа, меѓутоа, нема комуникација. Како се фазите, со што се поврзани фазите, нема. Меѓутоа, имам впечаток дека ние ќе потрошиме се што можеме да потрошиме до НАТО, а понатаму до Европската Унија останува отворен. Просто и тоа кај мене остави еден простор за сомнеш. Секако треба да ги погледнеме последните делови. Самото име, националност, јазикот, ексклузивноста на употребата на придавките, кодовите и секако меките елементи на самиот договор. Неколку сегменти отворивте и ако зборуваме за процедурата, она што веќе за утре е најавено е во владата да биде декласифициран договорот или представен, потоа да се потпише договорот викендов во Преспа, идната недела да оди во парламентот, а ако не помине во прв наврат, потоа ако не потпише председателот ќе оди на второ гласање, потоа треба да се одржи до октомври референдум, меѓутоа она што е нејасно е дали на 11 јули на самитот на НАТО во Брисел Република Северна Македонија ќе добие покана за членство во НАТО, која секако ќе зависи од уставната ревизија, а од друга страна референдумот и уставната ревизија може да се реши и во парламентот, меѓутоа конечното што ќе не биде или не е во однос на референдумот. И тука е тоа, мислам, што и вие велите дека може би е магливо и нејасно и во однос на процедурите и во однос на самата покана на НАТО. Па, повеќе можеме да зборуваме за впечатоци, бидејќи не знаеме содржината и редоследот и што е договор, колку е тоа, освен овој. Неофицијално е представен. Да, освен овој редослед кој е неофицијално представен. Мислам дека ова што Сашо го кажа, повеќе се однесува на една подолготрајна процедура и приемот во ЕУ и НАТО. До таму, до тој момент, има многу можности за пречки. И мислам дека тоа е легитимно стравување кое се должи на едно повеќе децениско или вековно искуство кое таложи недоверба и кое се уште присутна меѓу граѓаните на двете држави, а ние како послаба и во случајов држава која и народ кој очекува да влезе во тие евроатлантски структури, го има уште поизразено сето тоа. Така што мислам дека тоа беше и причината за растегнување на дел од преговорите. Немам никакви директни сознанија, но предпоставувам дека индиректно од она што беше пласирано во јавноста е токму тоа одреден степен на недоверба кој што прво треба да повлече, кој кога ќе упати писмо, кој ќе ратификува и така натаму, еден сложен процес кој, велам, се темели на таа недоверба, но мислам дека кога ќе се откочи тој процес, кога ќе почнат тие процедури во рамките на меѓународните организации ЕУ и НАТО, веќе моќта на Грција, условно да кажам, ние гледаме како иден пријател и поддржувач, али ако тоа не биде случај,
дека моќта за блокирање ќе биде во голема мера релативизирана, бидејќи ќе ја водат институциите во Брисел, а ќе имаат свој збор и другите земји членки. А кај нив гледаме кај повеќето дека сакаат да видат Македонија како пример и за другите држави и другите проблеми во регионот, да тргне напред во тој процес на евроинтегрирање. Мехмети, 11 јули е битен датум за Македонија во однос на поканата, меѓутоа условот е уставна ревизија и зависи од уставната ревизија. Денеска го слушнавме Иванов, кој апсолутно не се согласува со договорот и кој што го критикуваше, па го повикуваше народот да меѓу редови да не го прифати и слично. Во вакви услови колку е, и тој ако не го потпише, парламентот ќе оди можеби на второ гласање, колку е известно и колку пак од друга страна граѓаните би се разочарале доколку тоа не го добија, максимумот еве државата го направила во однос на остапките, зборуваме владата, не државата, бидејќи нема национален консензус околу прашањето. Мислам дека има многу нелогичности и неумерености кога се работи за ова прашање. Да се подсетиме дека прашањето на интеграција во НАТО и во ЕУ, кое што е поврзано со името, не е на исто ниво. Значи, Македонија ги исполни условите за прием во НАТО, единствена пречка беше името. И НАТО кажа, во моментот кога ќе го решите проблем со името, вие ќе бидете примени во НАТО. Тоа значи дека треба да се реши. Сега, тоа е стварна технологија, кога ќе се смета дека Македонија го решила проблемот со Грција. А никој не рекол дека дента кога ќе го решите проблем со името ќе биде применен во Европска унија, затоа што таму има друга динамика. Значи ние не сме ги исполнили условите. Тоа што беше како прогрес репорт предпоследниот или мината година се кажуваше дека Македонија не ги исполнува елементарните услови, односно тие што се клучни, да речеме. Ако имаме заробена држава, не може никој да каже дека таа држава треба да биде само името е проблем. Значи не е така. Сега добивме многу позитивна оценка, но мислам дека е некоректно да се на некој начин да се условува дека ние ќе го смениме името, ама утре дента сакаме да бидеме во ЕУ. Не, јас обратно реков. Ќе го смениме името утре дентот како ќе бидеме членка на ЕУ, за 10 години, за колку ќе биде, а условот може и сега да го смениме. Тоа е услов за НАТО. Ама не можеме ние да ги оценуваме ЕУ и НАТО, да кажеме ние ќе го смениме името ако вие се покажете коректни кон нас. Тоа би било во некој идеален свет, ама тоа не постои. Мислам дека треба да се биде реален и ние сме влегле веќе во тоа и дека треба да се тоа изработи како што е ред државнички. Може да се пазариме сега ние со Европска унија, да кажеме окей, ние постигнаме договор, ама сега да видиме вие што ќе направите за нас. Не, факт е и јасно е дека поглавијата ќе се отвараат, меѓутоа ве бене прашањето не е тоа што е не го поврзав нашиот прием во ЕУ со прескакнување на критериумите. Во ниеден случај не би сакал да влеземе во ЕУ со неостварени критериуми, неспремно општество и неспремна економија. Значи, јас само говорам за трошење на преговарачките аргументи со Грција, кои со овој договор, вака како што е представено во јавноста, во моментот ние сите наши преговарачки аргументи ги потрошивме. Значи, клучниот преговарачки орган се уставни промени, ние тоа го даваме. А тек сме на почетокот на патот на евроинтеграција кој ќе требаше 10 години. Она што јас повторно ќе го кажам, што во однос на целата постапка која ни е нејасна и во однос на приемот во НАТО кој е 11 јули е многу брз рок за да знаеме на тоа ќе следи со ратификацијата во македонскиот парламент, Грција ќе испрати писмо. Јас зборам за подолгиот процес. Значи јас зборам дека ќе жртвуваме еден принцип, а тоа е откажување од правото за самоидентификација, за да оствариме друг принцип, а тоа е нашата желба да станеме членка на ЕУ. Меѓутоа, ако ние ги жртвуваме сите наши аргументи за да станеме членка на НАТО, остануваме отворени и ранливи во наредните 6-7 години. Бидејќи се очекува да има референдум, уставни измени до приемот до ратификацијата на приемот во НАТО, која ќе трае 1 до 1,5-2 години.
Значи, а после следувато уште најмалку 4 години преговори со Европската унија. Зошто го зборам ова? Затоа што ние ергомнес даваме сега. Значи, тие се компонентите. Името, националноста, јазикот, опсегот, ексклузивноста и меките работи. Ајде да почнеме од почеток, со името. Прво, мене лично ми беше малку несериозна комуникацијата од премиерот Заев дека избере Северна Македонија, затоа што имало држави кои се викале Северна Македонија, а немало држави кои се викаат Горна Македонија. Прво затоа што нема држави што се викаат Северна како и да биде. Значи, Северна Кореја не е Северна Кореја, туку е Демократска народна република Кореја, Јужна Кореја не е Јужна Кореја, туку е република Кореја. Северна Ирска не е држава, бидејќи е дел од Обединетото кралство. А има држава Горна, има Горна Вода во Африка. И сега имаше променето името. Во Буркина Фасо. Да. Ама сакам да кажам, не излегувате да браните многу битен договор со малку не, меѓутоа е запазена географската одредница, она што беше услов. Аргументи, избрана е третата по популарност одредница. И тоа е исто прашање како се стигнало до тоа. Иако ја знам дека, паметам дека меморандумот што го предложи Самара Знагоевски веќе беше со Република Северна Македонија за севкупна употреба пред неколку години. И тука за името е прашање на вкусови, нема да дебатираме. На националност, мислам дека е извлечен релативниот максимум Македонијан шлед кроз граѓани на Република Северна Македонија. За јазикот македонски македонијан збунува нон-пейперот од Грција, се надевам дека кој е неофицијално дека нон-пейперот во Грција е повеќе за билдање на позицијата на Ципрас во пред дискусијата во парламентот. И доаѓаме до опсегот, каде што ние не само што даваме ергомнес скоро веднаш за внатрешна употреба, туку тоа го даваме поврзано исклучиво со НАТО, а не со следните фази. Оригиналниот предлог на Нимиц беше да биде двофазна промената на името, да за НАТО го смениме меѓународното име, а за Европска унија го смениме името за внатрешна употреба. Значи, мислам дека тој дел на ергомнес и уставни измени ние веќе го дадовме. Ние немаме веќе што да тргуваме и сега слушаме дека и во ексклузивноста на употребата на придавките има проблеми. Ја разбирам дека треба да се сменат имињата на армија на Република Македонија и на Народна банка на Република Македонија, бидејќи го содржат називот Република Македонија. Меѓутоа никако не разбирам зошто би требало да се смени името на Македонска опера и балет или е погрешна комуникација од портпаролот, бидејќи во името не го содржи називот Република Македонија, туку содржи придавката Тоа се најголемите дилеми на граѓаните. Веќе шеги има на сметка на сите тие кратенки. Кој нели целото време дискусијата да се неексклузивни, дека и Грчка Македонија и Северна Македонија ќе имат право да ги употребуваат на неексклузивна основа. Се целосно нејасно и се стекнал впечаток. Дури во грчкиот нон-пейпер, кој се надевам дека е претеран за да се смири грчката публика, пишува дека организациите од културата и селениците ќе ги сменат имињата. Кој на граѓанска организација ќе му каже како да се Не да појаснам дека денеска портпаролот кажа дека државните институции, значи основани од државата, би го промениле називот. Сега тој експлицитно не објасни на пример како ќе се вика Ману. Ниту пак премиерот вчера завлезе во тоа. Во името на Ману не е содржана Република Македонија. Да, меѓутоа ако е државна институција, а државна и јавна е се уште МРТВ, па затоа е шегата дека ќе се викала сега смрт. Е исто така од државата. Прашањето Еве Малецки, вам како само да ја комплетирам, значи за мене прашањето ние во делот на ергомнес уставни промени готово ние ги дадовме сите преговарачки аргументи. Ако се случи во целиот процес на пристапување кон Европска унија, во преговорите и во отварањето на поглавјата, грците да барат уште. Ние немаме веќе
што да дадеме? Добро, тоа може и како предност да ни биде, затоа што нашата страна отстапила. Уште една поента ќе ми дозволи, знам дека многу зборам. Да, нема смисла за другите гости. Да, за меките мерки ќе се вратам назад, за недовербата. Значи грците најмалку 3 пати нимаат блокирано, подпишани спогодби, не почитуваат, зошто го зборам се тоа дека сме ги потошли аргумент. Значи има историја на недоверба. Подпишувале, не почитуваат. И сега доаѓаме до аргументот на премиерот Заев, кој вели Грција ќе биде наш искрен пријател и стратешки партнер. Ама за да не ги иритираме грците, табличките ќе треба да ни бидат НМК. Каков е тој искрен пријател и стратешки партнер кој го иритира какви таблички има на колите? Сепак да не бидеме и волку песимистични, можеби, Малески, факт е дека Македонија направи отстапки, можеби ќе и недостасуваат аргументи во понатамошни преговори, меѓутоа факт е дека овој договор го поздравија сите релевантни светски лидери. Дури и Русија денеска, и Стејт департментот, значи сите се на иста линија во однос на овој договор и тука нема отстапување. Мојот впечаток и прашање е пак ние ако сме го дале максимумот, опозит од ова вие што го велите, а Грција се обиде нешто да блокира, тогаш ние не сме тие што се виновни за таквите блокади, туку Грција ќе се најде на ветрометина, може. Па многу тешко е да се коментира што би било кога би било. Нормално сериозна држава, дипломатија и така натаму се подготвува на сите можни сценарии, нема. Меѓутоа во моментов тешко е да се предвиди како ќе се развиваат работите. Очекувањето е дека ова ќе даде еден импулс и во билатералните односи и во нашата евроатлантска интеграција, а и ќе има и регионален ефект позитивен, бидејќи престојат разговори на линија Белград-Приштина и очекувањето дека и во Босна нешто ќе се придвижи. Албанија очекува покана за преговори со Европската Унија и тоа е таа позитивни очекувања за регионот. Во услови кога постои дисбаланс во позициите на две држави кои не се еднакви како во случајов Македонија и Грција, да се навраќаме наназад низ историјата, ама поддршката од меѓународниот фактор е исклучително важна. И мислам дека со отсуството на таква поддршка заради одредени наши чекори изминатите 10 години, дојдовме во една многу лоша ситуација која се граничеше на изолација. Башка проблеми со соседите. А во сегашнава ситуација мислам дека доста од тоа е повратено и дека се компензира на некој начин нашата меѓународна позиција и нашите релации со Грција. Па таму каде што не можеме ние нешто да сториме, тука е меѓународната заедница, факторите да помогнат да некако се дојде до компромисот. Мислам дека фактот што и на грчка страна постојат негативни коментари, тоа многу сериозни, говорат дека и од нивна страна се направени сериозни отстапки и може би повеќе од очекувањата и дека овој договор кој повторно ќе кажеме не сме го прочитале во целост. Јас сам да кажам дека ми јавија колегите дека го подготвуваат и дека го добила колешката Сања Васич, очекувам да го подготви и да го видиме. Дека оди по граничните линии на црвените линии на двете страни, дека некаде може и прелева и преоѓа од другата страна, но тука некаде се на граница од максималното што може да се даде како отстапка или да се прифати како барање од другата страна. Пред да, ако го добиеме договор, да можеме повторно да дискутираме за него, да ги дискутираме и овие денешното однесување и на македонската опозиција, меѓутоа и говорот на Иванов. Мицковски уште вчера кажа дека не го поддржува договорот, дека принципите се јасни на ВМРО, не прифаќа ерга омнес.
дека не поддржува референдум за едно такво прашање. Денеска пак Иванов имаше многу поостра реторика, како да кажам, изразување во однос на договорот и тој вели дека тој договор е личен договор што го направиле Димитров и Заев, напуштање на позициите кои биле потврдени на лидерските средби, се рушат државните институции, не ќе да легализира политички дивоградби и она што е исто така го повика македонскиот народ да не се плаши, да го негува вековниот идеал и непокор, да не подклекнат на притисоци, уцени и закани. Апсолутно е јасно дека тој нема да го потпише договорот и тоа и се очекуваше од него. Меѓутоа, каква би била судбината на договорот, доколку еве на овој начин тој го толкува, а и Мицковски, иако рече ќе го разгледаат, уште пред да го разгледаат, го осуди? Не толку изненадувачки ваквото однесување на председателот и на опозицијата, бидејќи најлесно е да кажеш дека не се сложува со нешто што има ризик во себе. И очигледно дека ова е прашање кое што содржи одреден ризик, затоа што е емоционално прашање и може да влие во нивната политичка иднина. Меѓутоа, ја мислам дека треба да се подржи договорот и дека премиерот има право да преговара и да предложи вакво решение, бидејќи он е избран од граѓаните. Значи, не отишол таму како граѓанин, него отишол како представник на држава. Од друга страна, риториката и на македонската опозиција и на грчката и речисиста дури употребуваат многу слични зборови кога го осудуваат договорот и грчката опозиција и македонската, и тие од друга страна факт е дека на овој начин сакаат да добијат и политички поени, играат и на таа карта, да набилдаат рейтинг, можеби и да сепак да се одважат и да привлечат повеќе поддржувачи на своја страна. Тоа е очигледно, меѓутоа мислам дека не е коректно тоа да се прави на сметка на решавање на еден толку комплициран спор кој што очигледно ќе ја влече земјата назад. Не помага продолжувањето на решавањето на овој проблем, сигурно не помага на земјата да оди напред. Особено што и тие самите го тврдат тоа дека земјата треба да оди напред, дека треба да се интегрира во НАТО и ВЕУ. И мислам дека ова е несериозно однесување, кое што може да биде само штетно за државата, а верувам дека и за нив ќе биде штетно во еден, можеби не толку долг рок. Гликовски вчера, Мицковски забележав дека даде една порака во однос на принципите, кој е со нас и кој не е со нас. Во однос на принципите која зборуваше, мене ми личеше дека таа порака ја упатува и до своите, а можеби не сум доволно информирано, меѓутоа зад него недостасува некои од клучните луѓе во надворешна политика, да речеме еден Александар Николовски, можеби случајно не бил таму. И Оливер Спасовски не го видов, ми се чини зад Заев, што ни значи дека денеска го поздрави договорот. Меѓутоа, можно ли е разидување во однос на овие прашања во ВМРО ДПМН, што би ја направило партијата малце и по разделена, неединствена во и онака таквата атмосфера? Ајде да почнам од еден поинаков агол во Британија за излезот од Европската унија, двете најголеми партии, конзервативците во властите се поделија. Во двете партии имаше луѓе кои се за останување во Европска унија и луѓе кои се за излегување од Европска унија. Јас сум убеден дека ќе настанат подобри во двата блока. Убеден сум дека неколку пратеници од владачкото мнозинство нема да гласат за уставни. Или нема да бидат тука кога ќе бидат. Добро, ќе бидат отсутни. Нема да гласат. И затоа беше тоа зголемување на бројот на пратеници на владачкото мнозинство, за да се обезбеди дека некои од тие што се веќе во мнозинството евентуално нема да гласаат. Како што можеби ќе има пратеници од другата страна, што мислам дека ова е добар договор, мислам дека треба да пристапиме кон аргументирана дебата на сите елементи. Мене ми се чини дека како да има едно исчекување, веројатно затоа што никој го нема видено договор. Например, ако е употребата неексклузивна на придавката македонски, односно ако имаме право да го употребуваме, и ако сме заштитени со доволно фази на промени
на имињата внатре во Македонија до приемот во Европска унија, може да звучи поприфатливо и за луѓе од десницата, не само од левицата. Меѓутоа, за мене симптоматично беше дека вчера, кога сите државни странски лидери чекаа со подготвени соопштенија да го поздрават договорот, например, председателските кандидати на СДСМ, да не зборам за бившиот председател. Тоа мислите на претходните кандидати? Да, например Фрчковски, Пендаровски ги нема во јавност. Не е исклучено дека и во ВМРО-ДПМН има разлики во ставовите и тоа на симпатизерската база вчера се виде помеѓу разликите во ставовите за референдумот. Така. Едни се да се бойкотира референдумот за да не успее, а другите се дека треба да се излезе на референдумот и на референдумот да се каже свој став. Значи, мислам дека ќе има покнатени и во владеачкото мнозинство и во опозицијата во зависност кој како ги прецепира работите од договорот. Во оваа емисија имаме и кусо интервју со поранишниот министар за надворешни работи Денко Малевски, кој одбра да не учествува, ама да го каже своето мислење преку интервју. Еве ги неговите впечатоци првични за постигнатиот договор по и решавањето на долгогодишниот спор. Македонија и Грција најдо решение. Република Северна Македонија, со која би се постигнал договор и би се завршил 27 годишниот спор околу името. Кој е вашиот став? Што мислите за решението и евентуалниот договор? Вака, политиката е уметност на возможното. Особено кога станува збор за надворешна политика, тоа се фактори кои што нашата држава не може да ги контролира. Во таа смисла, она што го добивме, морам да кажам, ги надминува дури и моите очекувања. Јас очекував дека грците по прашања врзани за идентитетот, за името на јазикот и на нацијата, дека ќе бидат многу потврди. Во меѓународните односи е многу битно разумот да надвладее, да ја сватиме собствената ситуација која е, да разбереме кои се односите меѓу државите, за да разбереме улогата на моќта и улогата на држави кои што се веќе членки во сојузи во кои што ние сакаме да се зачлениме и да ги заобиколиме тие пречки правејќи компромиси и да стасаме до нашата цел, а тоа е евроатлантските интеграции. Тешко ни беше да ја разбереме првата лекција, дека сојузите се формираат за да ги штитат интересите пред се на своите членки. Ни требаше многу години тоа да го разбереме. Конечно, кога го разбравме, моравме и да направиме она што мораше да се направи. Според вас, што мислите? Што добиваме, а што губиме со овој договор? Лично се изненадив дека нашите преговарачи успеале да ја сочуваат, да го сочуваат тоа, а именно јазикот да се вика македонски, макар со звездичка која објаснува дека е тоа еден од словенските јазици и дека нацијата е македонци. Се изненадив од тоа затоа што верував дека грците се во таква позиција да наметнат она на што дамна инсистираат. Латиница, без превод на други јазици. Кој направи повеќе отстапки во преговорите? Се разбира послабата страна. Мора да направи поголеми отстапки. Тука нема никаква дилема. Тука никој не можеше да вети ништо. Јас во еден напис реков, без оглед на тоа што нема да има победа, каква што луѓето во својата наивност за меѓународните односи очекуваат, дека треба да се поддржи обидот, храбриот обид, да се излезе од оваа ситуација и да се сврти една нова страница. Според тоа, ние бевме, тие се разбира, свесен за тој фанатизам национален, грчки, нели, рамен кај добар дел од населението со фанатизам, дека и тие научија една лекција од ова се, а именно
дека постои и една друга вистина за Македонија. Тие сега мораат да живеат со тоа, како што ние не спиевме мирно с ношти, може би некои луѓе и таму не ќе спијат мирно една вечер, соочувајќи се со фактот дека на вистина постојат повеќе вистини за Македонија. Во текот на преговорите било инсистирано да има референдум само во Македонија, не и во Грција. Што мислите, зошто е тоа? И според вас референдумот што ќе се одржи, што е најавен да се одржи во Македонија на есен, дали треба да биде облигаторен или само консултативен? Мислам дека намерно е тоа направено во Грција да не се оди на референдум, бидејќи постојат добри шанси тој да не успее. И обврската која зема кон Запад е да се истурка работата до крај. Политичарите почнаа да се кријат зад народот. Почна едно како на берза наддавање. Народот сепак да одлучи, практично се повлекува зад него. Кога излезе со тој предлог ВМРО ДПМНЕ, тогаш и СДС мораше да парира на некој начин и така зборот падна. Сега зборот мора да се одржи и мислам дека со оглед на фактот дека Грција не го менува името, туку ние го менуваме, редно е народот да се повика, но она што би замерил на сегашната влада е што ние немаме приказна своја. Таа приказна, таа нарација мораме да ја кажуваме, да ја објасниме и да се убеди народот дека треба тој чекор да се направи. Дали ваков договор можеше да се постигне и во минатото? И доколку навистина можеше, зошто не беше склучен? Зошто се чекаше 27 години? Што е сега различно од пред 15 години, да речем? Па не знам дали знаеш, Огнен, дека јас бев првиот министер за надворешни работи. Според тоа, од првиот ден ние се соочивме со тој проблем. Меѓутоа, ние бевме нова држава, без искуство, особено кај народот и кај политичката структура, за тоа што значи да си во тоа опасно море на меѓународната политика. Ние сме привилегирана нација и држава, која што само треба да знае како да се адаптира, да се прилагоди. Тешко е да очекуваш други. Според тоа, кога тие елементарни работи не можеш да ги апсолвираш како политика и како држава, и како поединци се разбира, тогаш веќе имаш проблеми. Тогаш спорот почнува да се употребува за добивање избори. Добиваш едни избори на тоа кој е предавник, кој не е предавник. Имам впечаток дека се уште се однесуваат, во конкретниот случај и председателот и опозицијата, кои што инаку се и носители на оваа 10-годишна идентитетска трансформација, нели, која не доведе директно во судир со грчкиот национализам, кој па произведе, да речеме, еве, и ваков лош договор, ако сакате да кажеме, оти во некои други ситуации можеби и договорот ќе беше поинаков. Идејата секогаш беше како поимот Македонија да не се исполни со таква содржина која што ќе ги иритира соседите. Ние го одбравме токму тоа и плативме цена. Сега, таа цена што ја плативме со подпис е оспорувана од тие кои предизвикаа цената да се зголеми. Да, за македонската иднина, ова е нон-пейперот што го држам во раце, што го објави сега македонската страна, односно македонската влада и Телма го доби ексклузивно. Тука можам да кажам дека всушност се содржани оние пораки и изјави што вчера ги даваше Заев кога го представуваше самиот договор. Јас пак повторно ќе прочитам што содржи овој нон-пейпер. Ова е како одговор на оној грчкиот, дека во однос на државјанството или националноста, nationality на англиски, тоа е утврдено во договорот како македонско граѓанин на Република Северна Македонија, преводливо на сите јазици, на пример на англиски, Macedonian citizen of the Republic of
Норт Македонија. Во однос на именувањето на државните институции, тие ќе го следат принципот на договорот, односно новото утврдено име на државата, што би значило дека оние кои се основани од државата би требало да бидат преименувани во Република Северна Македонија. Сите други организации, вели овој нон-пейпер, компанија, издружение или било какви активности и атрибути може слободно да се именуваат како македонски и да ја користат придавката македонски како дома, така и секаде во странство. Имплементацијата на договорот ќе се случува етапно, ќе стапи на сила откако двете страни ќе го прифатат согласно внатрешните процедури. Во текот на оваа дебата ги расправавме внатрешни процедури, што би значила ратификација во парламентот, потоа референдум, потоа ратификација во парламентот и во Грција. Доколку која било од двете страни не го прифати договорот согласно внатрешните процедури, тоа ќе значи дека договорот не важи. Сега да најавам дека го добивме и договорот на англиски јазик, кој во моментов Еве Клековски го разгледува. Доколку пронајдовте нешто, она што е важно е членот 7 на кој што се повикува договорот, секогаш кога ќе се споменат оние идентитетски прашања, ние како што ги нарекуваме, или употребата на придавката македонски, а од друга страна самиот член 7, јас колку што успеав да видам, е нејасен во однос на ова прашање, или ние можеби погрешно гледаме. Добро, има проблеми во броевите, потешко се следат броевите, меѓутоа, да, точно е дека во членот 7 е регулирана употребата на Маседонија и Маседонијан, а тоа дека и првата и втората страна, односно Грција и Македонија имаат право да го употребуваат терминот Маседонија и Маседонијан, меѓутоа кога првата страна го употребува, тоа ќе има значење дека се повикува на хеленскиот период и така натаму, а кога втората страна, односно Македонија, ќе ги употребува тие термини, исклучиво ќе се однесуваат на територијата, на историјата и јазикот на Република Северна Македонија, со до објаснување дека македонскиот јазик е од јужнословенската група на јазици. За појаснувањето нема да влие на формулацијата во Обединените нации, пошто во Обединените нации нема место за фусноти, туку има место само за македонски Маседонијан. Така да во делот на членот 7 се редува кој во кое својство ќе може да ги употребува термините македонски. Да, а од друга страна, ова тука го потврдува дека мртва ќе се вика смрт, бидејќи сите државни и институции формирани со закон или финансирани од државата ќе мора во својот назив да рефлектираат називот на новото име и не ќе може да реферираат поинаку, што а не со на приватните и на граѓанските субјекти. Што би рекло дека Ману ќе се вика Сману и секаде ќе има таа. Затоа ја реков дека грчкиот нон-пейпер треба да се прифати со одредени пропагандни ограничувања, бидејќи таму толкувањето беше дека и организации од културата и селенички организации ќе треба да не го користат веќе терминот Македонија или Маседонија. Она што го содржеше грчкиот нон-пейпер беше и дека грците може да нарекуваат како сакаат, а дека ова што 20 страница до 19. Ние не стигнавме до таа страница. Меѓутоа и едно друго прашање кое што треба да го прочитаме, само да кажам дека колегите веќе го подготвуваат и во изданието на вестите во 21:30 ќе има сегменти од договорот, напишан на правен речник, не би сакале да толкуваме нешто ако не го разбереме добро. Она што се однесува на македонското малцинство и бришењето од преамбулата на уставот, грижата за малцинството, она што можеби грците ги иритираше и го нарекува иредентизам, исто така сега ќе биде избришано од преамбулата. Во овој договор, во тек на емисијата ќе се потрудиме да го најдеме и тој сегмент. Ние веќе менувавме устав, менувавме знаме. Македонија, мислам дека е земја која јасно покажува дека нема територијални претензии, досега тоа го покажуваше, меѓутоа еве за жал тоа треба веќе повторно да го прави. За среќа само во однос на една држава, не треба за меѓународната заедница, затоа што мислам дека тоа е апсолвирано. Меѓутоа, ако конкретно идеме кон терминот грижа, тој од самиот почеток ни создаваше проблеми. Многу тешко се преведува на англиски, преведен на англиски, а лошо беше преведуван на англиски.
навистина можеше да се свати дека ние се грижиме малтене како кон своји граѓани. Значи, грижата кон малцинството како грижа кон своите граѓани и може да биде претекст за мешање во внатрешните работи на соседите. Грција чинам го има делот за грижата кон своите граѓани надвор од границите. Не, ама ми се чини дека ово еднашка беше таргетиран. Беше поднесен амандман на овој член и баш поднесен на барање на Бадинтер и тоа е со амандманот решено дека ништо во нашиот устав не може да се смета како мешање во внатрешните работи. Но остана ова и мислам дека во барањето закачки и поени и така натаму, грчката страна се фати и повторно за ова прашање, иако е од меѓународен аспект верификувано со Бадинтеровата комисија и мислењето дека ништо во нашиот устав нема иредентистички или територијални аспирации и така натаму, но мораше да влезе во пакетот. Како се чувствувате вие, ако сте по потекло, дали сте по потекло од она другата Македонија? Да, од грчка Македонија. Со вадењето на овој дел од уставот, дали тоа е тоа заради луѓето кои што потекнуваат од тој дел, стравот дека тој член од уставот е еден од тие декоративни членови на уставот кои никош ништо не е направено во врска со нив, а само создаваат проблеми. Не, дали македонската држава за 27 години нешто направила за македонците во Бугарија, Грција и во Албанија, во Косово? Не направила ништо. Значи ние имаме член кој вика дека ќе се грижи, а она државата не се грижи. Значи тој е еден член што направи многу проблеми. Тој член беше проблеми со договор со добрососедство со Бугарија, па конечното разбирање дека ние можеме да се грижиме за граѓаните на Република Македонија кои живеат во Република Бугарија, што еден нормален и очекуван стандард, иако бугарската страна не се придржува на нешто. Меѓутоа, оно што повеќе загрижува, мислам дека повторна измена, иако еднашка менува на тој член, не отвара толку дилеми, бидејќи мислам дека нешто што ова држава и овака онака не го прави, нема потреба да го пишува во Тоа би што рекло во превод, самите сме си криви за негрижата. Уставот мене повеќе ме загрижува барањето за промена на преамбулата. Тоа ќе го дискутираме веднаш по рекламите, останете со топ тема на ваша страна. Тилма дови увид во договорот. Суштинските измени се во членовите 1 и 7. За членот 7 веќе дискутиравме околу потребата на придавката македонски и разграничувањето македонски Република Северна Македонија, македонски од античко потекло, односно употребата на македонски терминот за Грција. Во однос на ратификацијата, значи Македонија би добила покана, а конечниот прием во НАТО секако ќе зависи од уставните промени, барем она што е сублимирано, можеме вака навидум да го видиме во договорот, откако ќе настанат уставните промени, откако ќе настане потврда можеби на тоа на референдумот и ратификација од страна на Грција. Мехмети, она што е многу битно и ќе ве прашам, постои поделеност помеѓу македонската опозиција и владата, од друга страна албанците, па дури самиот Ахмети вчера присуствуваше во владата за поддршка на овој договор. Верувам дека ќе биде огромно разочарувањето кај албанците ако ова не се исполни, ако Македонија не влезе во НАТО и ако ова не успее, и не знам какви се потоа чекори би превзеле тие во однос на понатамошното нивно живење во оваа држава ако не им е исполнето она што тие го очекувале. Јас верувам дека разочарувањето нема да биде само кај албанците, туку ќе биде и кај поголем дел од граѓаните кои што интеграцијата во НАТО и во ЕУ го гледаат како излез од оваа ситуација во која што се наоѓа Македонија, односно во една заглавеност во овие балкански препокувања околу разни прашања, идентитет и не знам што. И поради тоа мислам дека и владата и граѓаните на референдумот ќе изнедат мотивација да го поминува овој процес. Значи, ако се работи само за албанци, тоа била една ситуација. Меѓутоа, мислам дека се работи за поголем број на граѓани. Сите анкети кажуваат дека
околу 70 и над 70% граѓаните сакаат Македонија да се интегрира во овие институции, односно организации, и не гледам причина зашто некој би го спречувал тоа кога веќе сме трнати по тој пат. И мислам дека доколку се вратиме назад, како што би сугерира председателот и опозицијата, тогаш наистина тоа ќе биде голема штета и за угледот на Македонија како држава, и за граѓаните на Македонија се разбира ќе биде голем удар, бидејќи тоа ќе значи дека и во иднина никој нема да и верува на Македонија, односно на владата, дека таа може да преземе некаква одговорност, односно да ја врши таа функција за која што е избрана. И не само влада, туку мислам дека и опозицијата има одговорност, бидејќи ние видовме и во случајот на Албанија, кога беше прашањето за евроинтеграција, дека се бараше од власта по секоја цена да ја вклучи опозицијата. Таму беше друга ситуација, кај нас е поинакво, меѓутоа мислам дека и опозицијата има одговорност, не само власта. Со оглед на тоа што Тилма го доби договорот, во моментов се уште кај Клековски на разгледување, она што моите колеги првично во првото читање го велате дека постојат во однос на преамбулата измени во делот на АСНО, меѓутоа еве јас не можам тоа да го потврдам. Во моментов Клековски дали откривте некои делови исто така кои се однесуваат на уставните промени, со оглед на тоа што темпото и како што беше најавено е дека се би завршило до крајот на годината во однос на ратификација, референдум и ратификација во грчкиот парламент. Ги бајав предвидените уставни измени, не можев да ги оценам. Јас се спомнав преамбулата, бидејќи во грчка нон-пейпер беше спомната преамбулата, а ја спомнав од следната причина. Со рамковниот договор беше исто предвидено да се направат измени во преамбулата и од сите измени на уставот што се направи со рамковниот договор, најтешко се дебатираше за промена на преамбулата. Да подсетам, тогаш имаше бунт на правниот факултет против начинот на кој треба да се промени преамбулата, и преамбулата е еден од ретките делови кои не се смени во уставот како што беше променет во рамковниот договор. Значи преамбулата можеби е најосетлив дел од уставот и мислам дека политички најосетливиот. Бидејќи укажува на историјата на создавањето на државата. И мислам дека би било проблем. Оно што успев да го прочитам едно внимателно формулирање без да се избегнат фази, без да се спомне НАТО и ЕУ, дека ерга омнесот ќе се одвива во две фази, дека документите кои се замегнуваат на употреба како пасош и лични карти ќе бидат сменети во рок од 5 години, а дека сите други документи ќе се менуваат заедно со дискусијата за релевантните поглавја за време на преговорите со Европската унија, така да за еден дел од употребата во внатрешна употреба во документите сепак ќе биде поврзано со пристапот на ЕУ. И лоцирав едно спорно место, а тоа е, преска спомнав дека државните институции ќе треба да ги сменат називите, за разлика од приватните и граѓанските организации. Има еден член дека комерцијалните имиња, трговските марки, имињата на брендови ќе бидат предмет на натамошна дискусија. Тоа е, значи, прашањето како ќе се викаат производите по потекло од Македонија, дали ќе бидат македонски. И дека ќе се формира комисија најдосно во 2019 година, која ќе има 3 години обврска да го заврши овој проблем во соработка со Обединетите нации ИСО. ИСО е поврзан со кодовите за земјата и за јазикот, и ова за мене создава една мала нелагодност дека можеме да употреба на предавката македонски да стане многу ограничена. Веќе има расчистени трговски случаи, тоа е употребата на називот вино, македонско, затоа што Грција има регистрирано вински регион Македонија и има право виното од тој регион да го вика македонско вино. Македонија нема вински регион. Македонија има регион Поврдарие, Куманово, Кратово, Полошко-Охридскиот регион,
Поведаје е Велес, Тиквеш и Гевгелија, ама има право да пише дека е продукт или... Меѓутоа има други производи кои веќе се регистрирани со брендот Македонија. Во моментов треба да видиме што се случува во центарот на Скопје. Беа најавени протести од неподдржувачите на договорот, оние кои што се против. Повиците беа пред се од симпатизери на одредени клубови и во Скопје и во Битола. Доколку ја имаме колешката Билјана Николовска, јас би сакала да ја вклучиме и да видиме дали има луѓе што протестираат, каква е атмосферата таму, кои се нивните изјави. Само да кажам дека во Битола колешката јави дека немало многу народ, имало и свештени лица, кажа таа, на протестот и тие велеле дека со молитви, па имало екстремни изјави дека дури со оружје би го бранеле уставното име. Доколку Билјана Николовска ја имаме, Билјана, каква е атмосферата таму, има ли луѓе што протестираат, каква е нивната бројност и кои се нивните пораки, накусо, ако може да ни кажеш. Така е, Жане, овде пред собранието на Република Македонија веќе се собра голем број на демонстранти. Не знам точно колку е бројот, но во споредба со она кога дојдовме пред половина час, сега веќе има голем број на луѓе. Овде се е во знакот на боите на Македонија, односно се скандира со најразлични реквизити, со македонското знаме, се извикува Македонија, Македонија, но и се противат на промената, односно на одлуката за промена на уставното име и сметаат дека највиновен за ова е премиерот Зоран Заев, односно се извикува Заев предавник. Овде воопшто не се дебатира за тоа што содржи договорот, односно за она што не ли беа првичните информации за она што го содржи договорот, туку напротив, воопшто луѓето тука се противат на било каква промена на името, односно велат дека нема потреба тоа да се менува и дека нашето име треба да остане Република Македонија. Предлагам да ги слушнеме дел од анкетираните луѓе кои што успеавме да ги запрашаме зошто се вечерва овде. Вознемерен сум, навистина сум вознемерен на она што се случува во Република Македонија. На ова лудило и не ми е јасно дали овие луѓе, прекрасна Македонија, заслужува вакво нешто. Во иднина не делеле, не парчеле и не распарчувале туги сили, но сега ова да ни се случи од домашните предавници, навистина не ми е појмиво, не ми е јасно. Душава ми е вознамерена, срцево ми е вознамерено. Заради тоа сум тука да кажам не за ваквото лудило, да една за секогаш престане. Оваа златна Македонија да ни остане на нас. Видиме луѓе без своја ја. Кој ќе бидеме ми? Па кој го прифатил? Може ли човек така лажов да прифати и да му се верува? Не може. И толку е, нема што повеќе. Макар да не се согласувам со тоа, кој ќе бидам ја? Кој ќе бидам ја луѓе? Ма све ќе се промени, него играат со нас. Играат со нас. Сакаме да се промени името и тоа е. Тоа е најголемата грешка што може да се деси на Македонија. Воопшто да се остане Македонија и готово, ништо друго не дава. Ето тоа. Официјален организатор нема овде на протестот, но денеска на социјалните мрежи, овој протест е организиран преку социјалните мрежи и тоа од страна на навивачката група Комите, односно тие повикаа на настан да се соберат тука пред собранието на Република Македонија, без разлика на партиските книшки, велат, на јазикот на нацијата, со една цел да не се променува името, велат дека оваа револуција нема боја, туку има само едно име, а тоа е Република Македонија. Ние остануваме и понатаму да го следиме протестот, за сега говорници не се најавени, но ќе останеме да видиме што ќе се случува. Благодарам. Тоа беше Билјана Николовска која го следи протестот во Скопје и ги накусо и изјавите од Битола на луѓето што таму протестираа. Не сакам да се мени името. Нашето име било и треба и да остане истото. 500 години биле турците тука со сабијата над главу виселе и не го менале името. Што ќе оставиме и каква генерација ќе бидеме ние, покажана со прст, која си го сменавме името. Заради тоа доаѓам на протести и го кажувам со ова доаѓање на протести својот револт
против секаква промена на нашето уставно име. Ние сме сега во овој момент понижени како македонци, устрамени, ограбени, што се вика, за нашиот идентитет, за нашето минато, за нашата историја. Преку ова ниту еден македонец не смее да помини. Ова е срам за нашата држава, срам за нашиот народ. Ние што сме за Македонија, ќе останеме тука и ќе се бориме за неа на сите можни начини. Ние од црквата и со молитва, но ако треба ќе земеме и оружје в раце и нема да седиме со скрстени раце, ќе го браниме она што е наше и свето, што сме го наследили од нашите предци и што треба да го оставиме на нашите поколенија. Овие изјави навистина дел од нив и се малце така по вознемирувачки во однос на тоа како би настапиле некои од овие демонстранти. Малески мислите ли дека може да ескалира состојбата и да се направи некаква лоша атмосфера или поларизација се до референдумот? Опозицијата ќе оди на таа карта дека не треба да се... Почнав со таа констатација, првите зборови ми беа тоа дека постои веќе еден ден од постигнатиот договор и најавениот договор, веќе почна поларизацијата и тоа многу рапидно добива на интензитет. Јас го почитувам председателот, институцијата председател на Република Македонија, собранието, опозиција, пратеници, но мислам дека сите треба да бидат свесни за одговорноста и не можам да сватам да нема диалог за ова прашање. Има квалификации, а нема диалог. Едната седба траела 2 минути, немале што да си кажат или немало што да се ослуша председателот, од другата страна дошол лидерот на опозицијата само да го земе договорот и не сака да разговара. За ова прашање мора да се разговара, мора да разговараат. Позициите однапред ни беа јасни, не се изненадување, може да имаат сите граѓани имаат право, вклучувајќи ги функционерите, се разбира, свој став и свое мислење, но имаат исто така и одговорност да дискутираат тоа елементарно демократско право. И мислам дека доколку се отвори диалог, ќе спласнат и тензиите, а на референдум ќе видиме како граѓаните ќе се одлучат. Сме виделе во минатото, кога не сме имале диалог, тоа значило повик за меѓународната заедница повторно да дојде пак некој пратеник, затоа што ние не можеме да седнеме и да разговараме. И сега мислам дека треба да покажеме една зрелост и да низ диалог, низ собранието и комуникација со председателот и така натаму да се откочи овој процес, малку тензиите да спласнат и да влеземе полека во она што е неминовно, а ние ќе имаме референдум, успешен или неуспешен, се надевам успешен во поглед на излезноста, и ќе имаме гласање во парламентот и ќе видиме како ќе гласаат парламентарци. Она што име исто така се наметнува прашањето како всушност би се направило референдумското прашање, и тоа е многу клучно во однос на излезноста на референдумот или бојкотот, и од друга страна прифаќање или не прифаќање, дали прашањето би било индиректно, дали би било директно. Битно е разликата, не знаеме уште како тоа ќе биде дефинирано. Прашањето секако дека е многу битно како ќе се постави. Затоа треба да почекаме, бидејќи очигледно дека има многу други работи кои што треба да се разјаснат. Ова што го видовме сега на улиците, изјавите кои што се некои од нив крајно екстремни, мислам дека се резултат, односно рефлексија на тие изјави и неодговорност, би рекол, и на председателот и на опозицијата. И ова за мене представува класично непочитување на институциите, бидејќи премиерот не е некој човек кој што е случајно дошол па побарал средба кај председателот, тука е избран од граѓаните и односот на председателот кон него кажува дека тука фали државничка свест за тоа како треба се води на држава. И може да не се сложиш, меѓутоа не можеш така да се однесуваш кон представник на една толку значајна институција. И мислам дека тоа е крајно неодговорно и штетно за не само за ова прашање, него вкупно за иднината на земјата и на развојот на институциите. Мислам дека сите имаме предизвик да
се справиме со нашите емоции и со рационалната потреба да направиме одредени компромиси. И мислам дека оно што го видовме денеска, дека председателот на Републиката зафати навидум дори малку поекстремна позиција од опозицијата. Проблемот со тоа е што председателот со тоа се дисквалификува како место каде што треба да се одвијат средбите на лидерите за одреден градење на одреден консензус, зашто ние ќе мора за некои работи да направиме консензус. Не се согласуваме со договорот, ама ќе мора да направиме консензус за референдумот, бидејќи нема никаква консензус каков референдум ќе направиме. Значи нема никаква логика да се организира референдум во крајно поларизирана атмосфера каде што клучните актери, значи мора и власт и опозицијата да се договорат за референдумот и за референдумското прашање, за да двете страни ги валидираат резултатите од тој референдум. Меѓутоа, оваа позиција на председателот Иванов го руши целиот договор, бидејќи председателот Иванов не само што може да не го подпише указот за ратификација на договорот, председателот Иванов може да не го подпише указот за законот за референдум, бидејќи ќе треба да се донесе во собранието. Веројатно ќе барат начин како да го избегнат Иванов доколку воопшто постои. Не, меѓутоа тоа води во повторна поларизација и таква поларизација не може да направите без комуникација со опозицијата, бидејќи ако на вака суштинско клучно прашање не одиме на конфронтација помеѓу левицата и десницата, ништо добро нема да за жал во моментов е конфронтација. Значи сите страни се за референдум, тогаш мораме да се договориме каков референдум ќе правиме и ми се чини дека колку да емотивно можам да го разберам председателот Иванов, мислам дека во овој момент го оштети капацитетот за градење на поширок консензус за некои работи за кои мора да се договориме. Могу ги представува сите граѓани, не може да биде емоционален, па неговото чувство да го искажува, он треба да биде државник, значи треба да биде средина. И за жал со изборот на гувернерот на Народна банка се понадевав дека некакви комуникации се воспоставени помеѓу председателот, владеачкото мнозинство и опозицијата, бидејќи за изборот на гувернер на банка беше потребно сите да учествуваат и малку имав надежда дека повторно ќе влеземе во еден период на неминовна комуникација. Не дали сакаме или не. Јас кажав денеска дури на лицата им се гледаше на Заев и на дури не изглумија, може да изглумат пред камерите малце попријатни односи меѓу нив, меѓутоа тоа не го направија. Сигурно имал непријатни седби со архиепископот и со председател, бидејќи да подсетам председател на Грција од десницата, не меѓутоа не беше левицата, меѓутоа за јавноста беше сосема нормално. Јас само да кажам дека завршуваме и во финалниот артикол 20 вели дека договорот ќе биде подпишан од министрите за надвршни работи на двете страни, што би се рекло дека можно е во преспа да отидат министрите, а не премиерите. Она што исто така го содржи договорот, како никогаш досега е нагласено каде се ќе соработуваат двете земји во различни области. Сега тоа колку ќе биде добро или лошо, тоа се меките мерки. Меките мерки, буквално во речиси сите области од екологија преку одбрана, гранични премини, значи нема сегмент можеби што не е опфатен. Ова е можеби да се каже еден од најобемните договори што Македонија ги склучила како билатерален договор помеѓу две земји. Затоа што со згубна тајмингот тие мерки треба да видат првата фаза, па после нивното подпишување да следат другите фази. Речиси се е предвидено со договорот. Речиси се е предвидено. Јас ќе кажам, ова беше прво читање, Тилма еве го договорот, имаше увид во договорот, се обидовме со моите гости вечерва да протолкуваме делови што се најбитни од него, повеќе во вестите во 21:30 часот и секако утре вечер со Боби Христов, кој што верувам дека со своите гости ќе има и други сегменти кои ќе произлезат од овој договор, како и референдумското прашање и целата процедура која следи по подпишувањето. Ви благодарам што бевте со топ тема на ваша страна, ви благодарам и на вам што бевте гости во студиото вечерва. Останете со програмите на Тилма, следете не и во вестите.